Децата не смеат да бидат спречени да одат во градинка и треба да им се пружи сигурна здравствена заштита, вели Јана Зенковска од првата детска амбасада Меѓаши. Таа додава дека родителите треба да бидат информирани за сите ефекти кои што произлегуваат од вакцините. Досега до Меѓаши е пристигната една представка од родител за скратување на правото на детето да оди во градинка. Децата имаат право на соодветна здравствена заштита. Децата имаат право да идат и во градинка, децата имаат и родителите имаат право да знаат каков тип на вакцини што примаат нивните деца и да бидат информирани. Во однос на ставот дали треба да бидат во градинка во прогласена епидемија или не треба, во овој момент навистина не можам да кажам. Ние сме дека децата треба да бидат вклучени и дека децата имаат право на соодветна здравствена заштита. Освен итна вакцинација за сите деца, Комисијата за заразни болести на препорака на Министерството за здравство донесе одлука невакцинираните деца да не се примаат во градинките поради епидемијата со морбилите. Инаку на СОС телефонските линии првата детска амбасада се регистрирани 107 дојави за прекршување на детските права во текот на 2018 година, 30 дојави за сиромаштија, 13 за семејно, физичко и психолошко насилство и негрижа врз дете. За жал, имавме неколку случаеви на меѓуврснички тепачки и насилство во основните и средни училишта. Меѓуврсничкото насилство, така наречен булинг, каде што офаќа и психичко насилство, каде што офаќа и физичко насилство, но каде што офаќа и сајбер насилство. Меѓуврсничкото насилство е многу важно да го препознаат и родителите, и наставниците, и децата. СОС телефонот за деца и млади функционира 26 години и досега се регистрирани вкупно 20.742 повици. Овој телефон представува служба за директна помош и поддршка на децата, младите и нивните семејства.